Медиуми. Од вчера Прилеп заличи на европска метропола, но не според условите и стандардот на своите граѓани или современата сообраќајна инфраструктура, туку со цената на паркирање на возилата. Воведувањето на пајак беше малку, па сега локалната власт на ВМРО ДПМНЕ и јавното предпријатие за просторно урбанистичко планирање го воведе така нареченото зонско паркирање, кое за Прилеп нема да значи ништо друго, освен собирање на повеќе пари од граѓаните за вдомување и плаќање на партиската војска. Наместо да се занимава со својата основна дејност, ова јавно предпријатие се посвети на полнење на својата каса преку празнење на џебовите на прилепчани. Од тие причини, раководниот тим на ова јавно предпријатие, а пред се нејзиниот директор Бранко Нешковски, на граѓаните на Прилеп им должат одговори на повеќе прашања. Прво, со кое право своеволно ја менувате одлуката на Општинскиот совет, па наместо изгласаните 200 денари, месечна претплата за повластено паркирање на станарски возила, вие ќе им наплаќате по 300 денари. Второ, зошто досега не ја почитувавте одлуката која Советот ја донел во 2008 и ја обновил во 2010 година, а со тоа на станарите кои живеат на улиците под наплата им го скративте правото на станарска карта и им наплаќавте по минимум 30 денари дневно, а често возилата им беа кревани и од пајак службата. Кој ќе ги сноси трошоците и одговорноста доколку некој од тие станари го тужи ова јавно предпријатие за нанесена финансиска штета? Трето, со кое право своеволно 4 категоризирани зони, изгласани и утврдени од Општинскиот совет, ги променивте и намаливте на 3? Што се случи и каде исчезна 4-та и воедно најевтина зона? Кој се стави во улога на Совет на Општина Прилеп и по кои критериуми одлучи во која улица, во која зона на паркирање да припаѓа? И со тоа да ги дискриминира граѓаните станари во одредени улици да имаат или немаат право на станарска карта. Четврто, зошто манипулирате со граѓаните дека цената за паркирање во, например, А зоната е 25 денари од час, кога вклучувајќи ги и двете задолжителни СМС пораки од по 5 денари плюс ДДВ, кои мора да се испратат за почеток и крај на паркирањето, таа цена за 1 час наместо 25 денари ќе изнесува 36,8 денари, цената за 2 часа наместо 50 денари ќе изнесува 61,8 денари. Петто, дали парите собрани од наплата на паркинг ги уплаќате на соодветна трезорска сметка на Општина Прилеп, како што е пропишано во одлуката? И конечно, со тоа што тротоарите од примарната мрежа на улици ги претворивте во платени паркинзи, дали не го кршите законот? Или по-конкретно, дали не направивте свесна манипулација со Општинскиот совет да изгласа одлука која не е усогласена со правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање, кој е подзаконски акт на Законот за урбанистичко планирање, Службен весник на Република Македонија број 51/05, 137/07, 91/09, 124/10. Ќе ве подсетам дека во истиот правилник, член 65, стои дека не се планира и не се дозволува паркинг на примарната сообраќајна мрежа во која спаѓаат градските магистрални и соберни улици. Убедени сме дека овој ваш така наречен проект не само што нема да го реши проблемот со паркирањето, туку заради вашиот нестручен и аматерски пристап кон оваа проблематика, водени само од желбата за повеќе пари, истиот дополнително ќе го искомплицира. И патем, ова јавно предпријатие во 2011 година собрало за паркинг од граѓаните скоро 12 милиони денари, а за 2012 година планира да собере скоро 15 милиони денари. Благодарам.